рамки на програмата за одбележување на 11 октомври, како што и градоначалникот спомна, учество ќе земат и Центарот за култура Марко Цепенков и Театарот Војдан Чернодрински, и тоа со содржини активности кои што всушност се дел од нашите редовни програмски активности. На овој начин ние се приклучуваме кон другите институции и установи кои што во општината, но и пошироко на ниво на држава за одбележување на овој значаен датум од македонската историја, вокруженото востание на македонскиот народ. А во намерата да се реализира и побогата и посодржајна програма, Центарот за култура ќе понуди бројни активности, и тоа од различни области, за различни вкусови, и тоа ќе понуди содржини од театарската уметност, од ликовната уметност и од музичката уметност. Ако сакате, сега можам да ви го кажам и редоследот на нашите активности по датуми. Ете така, значи редоследно тоа би изгледало вака. Започнуваме на 9 октомври и тоа во ликовниот салон, тоест фоајето на Центарот за култура, со почеток во 19 часот ќе има концерт на Адер Либитум трио. Понатаму за љубителите на театарската уметност, час подоцна, тоест во 20 часот на сцената од Театарот Војдан Чернодрински, премиерно ќе биде изведена представата Казимир и Каролина од Еден фон Хорват, а во режија на Нела Витошевиќ. Веќе следниот ден, на 10 октомври, во 18 часот или во предвечерието на празникот, во ликовната галерија ќе биде отворена изложба насловена како не-дефиниран урбанизам, значи недефиниран урбанизам, на Катерина Деспот и Васка Сандева. И на 12 октомври, исто така во салонот, ликовниот салон при Центарот за култура, ќе се одржи концерт на пијано од Бобан Рајчиновски, и почетокот на овој концерт е во 19 часот.